Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате. Во последните 24 часа се регистрирани 150 нови случаи на COVID-19. Само концептот едно општество за сите е иднината на оваа држава, порача од коалицијата Можеме на трибината во Тетово. Кандидатот за премиер од ДУИ, Насер Зибери, денес во Гостивар беше во посета на стопански објекти. Во последните 24 часа се регистрирани 150 нови случаи на COVID-19 во земјава. Најмногу од нив и денес се од Скопје, односно 93 додека 12 се од Тетово и околината, а 3 од Гостивар и Гостиварско. Починати се 9 лица, 6 пациенти од Тетово и 3 пациенти од Скопје. Денеска Институтот за јавно здравје регистрира 30 оздравени пациенти, од кои 3 од Тетово. Веќе подолг период речиси секојдневно бројката на нови заразени лица со COVID-19 во Тетово и Тетовско е двоцифрена. Повеќе од половина од вкупниот број на COVID диагностицирани пациенти се активни болни. И покрај постојаните апели на медицинските лица, сепак растот се должи на непочитување на мерките на дел од населението. Да, бројките растат, очекувано растат, затоа што мерките малце се разлабавија и знаете што, значи ова е една нова состојба за нас. Не можеме никого да окривуваме, затоа што многу тешко е да се размислува постојано, а мора, значи затоа и ностоп апелираме кај сите луѓе да размислуваат малку на таа дистанца, значи на маските, на миење на раце, 3 работи, клучни работи за кои треба постојано да се размислува каде и да сте, дали сте во кафич, било каде. Професорот по психологија и когнитивни науки Атанас Киријаковски смета дека луѓето не го сваќаат сериозно проблемот кој го имаме со ширењето на заразата, затоа што мислат дека тоа нив нема да им се случи. Сите си мислат, мене не може да ми се случи. И едноставно не превземаат, не детектираат опасност, мислат дека нив нема тоа да им се случи, и најверојатно тоа се причините зашто не го сваќаат проблемот сериозно. Киријаковски вели дека навиките кај населението треба да се создаваат со суптилно посочување, наместо со забранување. Многу е тешко да се одржи интензивни, строги мерки на долг период. Луѓето ќе почнат дефинитивно после одреден период ќе има прекачна точка, кај што луѓето ќе се чувствуваат, опресирани, што веројатно и голем дел веќе се чувствуваат така, и дури намерно ќе одат контра тоа со цел да протестираат на некој начин. Полицијата секојдневно казнува за неносење заштитна маска. Само вчера во Тетово биле изготвени 91 прекршочен платен налог, односно прекршителите треба да платат 20 евра. Само концептот едно општество за сите е иднината на оваа држава. Нашата победничка мултиетничка коалиција тоа го препозна, а граѓаните со сигурност ќе гласаат за граѓанскиот концепт и граѓанската програма, посочија лидерите на СДСМ и БЕС од коалицијата Можеме на трибината која се одржа во Тетово. Концептот едно општество го градевме заедно со вас. Вие сте пример на мултиетничност и сигурен сум дека ќе гласате за нашата мултиетничка коалиција, која во 6-та изборна единица ќе го победи ДУИ ВМРО ДПМН. Истакна Зоран Заев на трибина која коалицијата Можеме ја одржа во Тетово. Тој рече дека ДУИ конечно треба да замине во опозиција, затоа што национализмот и квазипатриотизмот кај граѓаните повеќе не поминува. Само на демократски начин се одлучува кој ќе биде премиер, а тука последниот збор го имаат граѓаните. Во недостиг на понуда за иднина, опа, и ДУИ се враќа на национализма. Па ја понижуваат интелигенцијата и на албанецот, и на македонецот, и на турчинот, и на сите. Зарем не знаат дека се прочитани? Па губат и тие од ваквите уценувачки политики. Граѓаните кажуваат кој ќе биде пратеник, кој ќе биде министар, кој ќе биде премиер, кој ќе биде председател или било кој носител на функциите. Ние од СДСМ имаме директори, имаме министри албанци, имаме членови на парламентот албанци, имаме градоначалници албанци. Немаме проблем ни за премиер, ни за председател. Само да има добри кадарни луѓе. Тоа е нашата Македонија.
Лидерот на БЕСА Билал Касами, кој е носител на листата во 6-та изборна единица од коалицијата Можеме, истакна дека тие како партија се бореле да падне режимот, но дел од истиот, односно ДУИ кој се уште е тука, заедно со СДСМ ќе го поразиме, посочи Касами. Тој пред Тетовци ветира мномерен регионален развој, инвестиции во инфраструктурата и чиста животна средина. Ви гарантираме инвестиции во инфраструктура во сите, во сите делови на Полошкиот регион од Јажинце до Маврово. Ви гарантираме дека конечно ќе се реши проблемот со регионалната депонија. Ви гарантираме дека конечно ќе има инвестиции во водоводот во Тетово, во Гостивар и во сите рурални општини. Чара ќе биде и национален парк, но исто така и многу развиена туристичка зона. Фаница Николовска, кандидат за пратеник од 6-та изборна единица, истакна дека како коалиција ќе работат на што поскоро прогласување на шара за национален парк, изградба на безбедна држава и стабилна економија, каде младите ќе имаат иднина. Кандидатот за премиер од ДУИ Насер Зибери денес во Гостивар беше во посета на стопански објекти и оствари средби со граѓани. Земјата е созреана за подобри меѓуетнички односи и рамноправни услови за сите, без поделби поради етничка, верска или политичка припадност, порача при денешната посета на Гостивар кандидатот за премиер од ДУИ Насер Зибери. Мојата кандидатура за председател на владата на Република Северна Македонија има за цел да испрати една порака дека Македонија е созреана да создава подобри меѓуетнички односи, подобри и порамноправни услови за надпревар и политички, и економски, и социјален, и секаков, при тоа етничката припадност да не биде клучниот или единствениот критериум врз основа на кој на некој ќе му се даде шанса да оди напред. Зибери ја нарече трката помеѓу двете најголеми македонски партии контаминирана и ризична по донесувањето на одлуки за клучни прашања за државата. Трката во македонскиот етникум помеѓу два субјекти е толку контаминирана што не дозволува често пати за битните, клучните прашања на земјата да се носат консенсуални одлуки кои се неминовни за перспективата на земјата. Дури и за прашања кои се битни за стабилноста на земјата, како што беше промената на уставот како услов за членство во НАТО, отворањето на евроатлантските перспективи и други прашања, ние за жал не успеавме да создаваме кохезивен фактор кој ќе не обедини. Јас верувам во себе, верувам во субјектот кој ме поддржува во ваквите ставови, дека можам да бидам еден амалгам кој ќе ги приближи, а не оддалечи ставовите помеѓу различните политички партии. Насер Зибери од Гостивар изјави дека услов на ДУИ во формирањето на идната влада ќе биде тој да стане премиер. Кандидатот за пратеник од коалицијата Можеме Фаница Николовска беше во посета на Јегуновце. Здрава популација е потенцијално најважниот ресурс во општеството, кој придонесува за неговиот целосен, социјален и економски напредок. Во рамките на работниот викенд го посетивме наше Јегуновце, каде во тек е изградба на новата спортско училишна сала во склоп на Општинското основно училиште Александар Здравковски. Многу пати ВМРО ДПМН го ветуваше и најавуваше овој проект, но ниту една лопата не беше фрлена. Дури и во услови на криза, владата на СДСМ посветено и континуирано работи на унапредување на образовниот процес. Не застануваме тука. Изградбата на спортски сали во руралните средини е наш приоритет во периодот кој што следи. Вложуваме во најмладите. Можеме уште повеќе и уште подобро. Носителот на листата во изборната единица 6, Дафина Стојановска од коалицијата Обнова на Македонија го посети тетовското село Лешок и манастирскиот комплекс во ова населено место. Дрвото на слободна Македонија е натопено со многу крв од борци и патриоти
кои немерливо ја сакале. Денес ние ја живееме нивната жртва. Ја живееме независна и слободна Република Македонија. И ние имаме обврска кон децата кои што своите татковци ги гледаат само на фотографии, кон нивните мајки, кон нас и нашите поколенија. Имаме обврска Македонија да ја направиме пристојно место за живење. Ние се обврзуваме на ова. Жртвите низ историјата на Македонија, како и народот во неа и неговата иднина, не се на продажба. Жртвите од пред 19 години, како Ѓоко Лазаревски од Лешок, ќе останат наша вечна лузна и спомен на еден од потешките периоди на современата македонска историја. Тие жртви се дадоа за наше подобро утре. И сега се наоѓаме пред избор меѓу подобро утре или повторно лаги. Подобро утре или ова модерно робство на заевиот хибриден режим. Јас нема да изберам да бидам роб во сопствената држава и да подклекнам на срамните политики на Заев. Ние денес, од славниот Лешок, кандидатите за пратеници во изборната единица 6 на ВМРО ДПМН и коалицијата Обнова на Македонија, се обврзуваме дека ќе ја исправиме неправдата. Се обврзуваме дека ќе ја исправиме Македонија. Да си ги вратиме честа, достоинството и гордоста. Да сме живи и здрави. Ви благодарам. Во изминатите 3 години покажавме што значи вистинска грижа за сите граѓани подеднакво. Истакна во денешното обраќање од гостивар кандидатот за пратеник од коалицијата предводена од СДСМ Драголюб Филиповски. СДСМ во Гостивар денес ја продолжи предизборната кампања со средби со граѓани и делење на партиски материјал на штандови. Во обраќањето, кандидатот за пратеник Драголюб Филиповски се осврна на политиките во сферата на социјалата. Социјалната помош ја зголемивме за 300%, а неколкократно го зголемивме опфатот на корисници. Воведовме детски и образовен додаток за поефикасна борба против детската сиромаштија. Минималната плата ја зголемивме од 9.000 на 14.500 денари. Го решивме проблемот со стечајците. Денес околу 12.000 стечајци добиваат 8.000 денари до пензионирање. Солидарно се бориме и против последиците од коронавирусот. Сите погодени од корона кризата добиваат институционална и солидарна помош. Направивме пресврт и разлика. Од општество во кое ВМРО ДПМН на 11 години газеше врз достоинството на луѓето, особено кон сиромашните и стечајците, денес станавме општество во кое се помага на сиромашните и ранливите. Држава која се стреми сите да имаат и да уживаат еднакви права. Меѓу другото, Филиповски истакна дека ќе се заложат за целосно укинување на патните трошоци за пратениците, затоа што системот на патни трошоци се покажал како можност за злоупотребување. Управниот одбор на Фудбалската федерација на Македонија ги одреди екипите кои ќе учествуваат во европските купови ова лето. Управниот одбор на Фудбалската федерација на Македонија донесе неколку значајни одлуки, а најважно од сите беше одредувањето на екипите кои ќе представуваат Македонија во европските купови ова лето. Екипата на Силекс ќе го заземе местото на Вардар во квалификациите за Лигата на шампиони, додека во квалификациите на Лигата на Европа ќе учествуваат екипите на Шкендија, Ренова и Шкупи. На седницата на управниот одбор беше одлучено следната сезона во првата лига да започне на 9 август. На 22 август ќе стартуваат двете втори лиги, додека на 23 септември со надпреварите од 16 финалето ќе започне и Купот на Македонија. Трансфер периодот во македонското првенство е продолжен за 7 дена и тој ќе заврши на 6 септември, а не како што беше претходно предвидено на 31 август, што значи клубовите добиваат подолг период за правење на трансфери. Последната одлука на управниот одбор е утврдувањето на терминот за одржување на редовното годишно собрание на Фудбалската федерација на Македонија, кое сега е закажано за на 12 јули.
Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Имајте пријатен викенд. Пријатно!